Кичево во својата историја не памети толку голем број на граѓани кои самоиницијативно веќе трет ден мирно и достоинствено протестираат во одбрана на својата татковина. Близу 4000 граѓани синоќа здружени под мотото за заедничка Македонија од центарот на градот преку улиците Борис Кидрич, Рудничка и булеварот Ослободување со македонски знамиња, символот на македонската државност, достоинствено порачаа: ќе бидеме побројни секој ден, се до повлекување на платформата создадена и подпишана во туѓа држава на штета на Македонија. Кичевчани подсетија и на оставениот тестамент на Блаже Конески. Многумина се уште посакуваат македонскиот народ да биде само објект, а не историски субјект. Послушајте, македонци, бидете на штрек пред таквите правни диверзии од каде и да идат. За нас, повеќе отколку за многу други во светот, јазикот представува све што е на него создадено. Ако говорен и пишувам текст, најголемо приближување до идеалната татковина. Тоа е сушност нашата комплексна татковина. Ова е земја на сите и ќе остане земја на сите. Сакаме да живееме во заедничка, мултиетничка Македонија, а не во бинационална држава, порача учесниците на протестниот марш. Едно име имаме, во душата го носиме, пеати вечерва Кичевчани. Масовно можам да речам ова трета вечер и најбројни. Сите се собрани во одбрана на македонскиот суверенитет и унитарноста на Македонија. И овој пат организатор е Сдруженијето за заедничка Македонија. Во нивно име имам вечерва и соговорник, тоа е господинот Дарко Дејановски. Дарко, кои пораки ќе ги упатите вечерва од Кичево? Во Кичево моментално се одржува трет ден, значи Собиров. Претходниве 2 дена беше многу масовен и не мислевме дека има шанса да биде и помасовен, но денеска гледаме дека има многу луѓе дојдени на Собиров. Ги покануваме сите без разлика на политичка определба, без разлика на верска национална основа, да дојдат да ни се придружат. Имаме една држава, еден јазик, едно знаме, еден устав. За ни вреди да се бориме, не заслужуваме, јас мислам, да бидеме делени, поделувани од надворешни фактори од странски служби. Дали ќе продолжи наредните денови Собирот? Имаме најава дека ќе продолжи наредните денови Собирот се до исполнување на нашите цели. Така, значи Кичевчани, како што кажав, масовно и ова вечер излегоа на протестниот марш во организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Претходно во центарот на Кичево во име на Сдруженијето повторно се обрати господинот Даме Силјановски, кој што упати апел за сплотеност, ги повика сите македонци да се придружат на овој протестен марш за заедничка Македонија. Протестен марш Кичевчани одржуваат и денеска од 18 часот, а збирното место повторно е пред Центарот за култура.